Полицијата трага по лицето кое во видеопорака упатува смртни закани по живот кон лицата кои пред 3 дена натепаа 10-годишно дете во Кочани, кое во време на полициски час беше фатено во туѓ двор. Мажот кој е биолошки родител на детето мафта со пиштол и нож, барајќи одмазда за насилството врз неговото дете. 36 годишниот АИ по преземени оперативни мерки од страна на полицијата утврдено е дека не се наоѓа на територија на Република Северна Македонија и се работи на негово обезбедување. Тепаното дете повторно е вратено во згрижувачко семејство каде што живее одреден период. Откако згрижувачите виделе дека го нема, веднаш пријавиле во Центарот за социјални работи во Скопје, пошто е лоцирано кај родителите во Кочани. По извршениот медицински преглед констатирани се мали видливи повреди по телото. До крајот на неделата психолог ќе треба да ја утврди и неговата психичка состојба. По комплетирање на документацијата ќе биде поднесена и приватна тужба, вели за Алфа адвокатот на малолетникот. Откако на социјалните мрежи се објави видео во кое се гледа како неколку мажи малтретираат дете, за кое тврдат дека го фатиле како краде, во Кочанската полиција на информативен разговор повикани се 20 на лица, а 9 од нив се идентификувани. По комплетирање на случајот ќе заработат кривична пријава за насилство врз дете. Во полициската станица Кочани приведени се 3 лица и извршен е службен разговор со 20 лица. Се работи на целосно комплетирање и документирање на кривично-правните настани, пошто ќе биде поднесена соодветна пријава. Тензијата во Кочанската населба Трајаново Трло трае речиси 2 месеци. Ситуацијата ескалираше пред 3 дена, откако жителите фатија малолетник, за кој тврдат дека бил со намера да краде. Најверојатно некој бил со него и успеал да алармира, при што групата мажи со хебли, секири и стапови била нападната од друга група. Тројца беа повредени, а се шпекулираше дека таа вечер имало и пукотници. Мештаните на оваа населба неколку пати излегоа на протести, барајќи засилени полициски контроли.